Ако во оваа владеачка коалиција имаше минимум политичка мудрост, после 7-годишното планско и смислено ограничување на медиумските слободи и права, двата закони кои се на дневен ред на оваа пленарна седница, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, требаше да ги подготвите во таква форма и содржина, за да представуваат една пресвртница во досегашното владење на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. За жал, наместо почеток на либерализација или, ако сакате, ослободување на медиумите од стегите на власта и нивно позиционирање како коректив и демократска придобивка, овие два закона овозможуваат нови механизми во рацете на поединци во ВМРО-ДПМНЕ, кои буквално ќе ја контролираат секоја информација, ама сега буквално на сите медиуми. Што се случуваше во изминативе 7 години, што очигледно не ве отрезнува. Значи, не беше доволно затварењето на А1, А2, Бум, на вестниците Шпиц, Време и КОХР, бруталната окупација на Алфа телевизија, притисоците врз Фокус, директното превземање на МПМ, делењето на новинари на предавници и патриоти, зачинети со тужби за клевета, најчесто од шефот на тајната полиција и браточет на премиерот Сашо Мјалков, упатување на јавни закани до медиуми и новинари лично од премиерот, поставување на главни уредници по собствена мерка во повеќето медиуми, до промовирање на новинари во политички затвореници, окупација на Советот за радиодифузија со зголемување на бројот на членови од 9 на 15, и ова мораше да кулминира и со вакви погрешни законски решенија. Ниту прекршувањето на Уставот на Црниот понеделник со отстранувањето на новинарите од Собраниската галерија не ве поколеба во вашите намери. Иако власта, начело со министерот Иво Ивановски, ја убедуваше и домашната и меѓународната јавност, ОПСЕ, Совет на Европа и САД, дека ќе се откажете од намерите да се усвојат закони кои дополнително ќе ограничат слободата на медиумите, повторно покажавте дека дневно политичките интереси на ВМРО-ДПМНЕ се поважни од иднината на оваа земја. Не е воопшто случајно што ЗНМ, Синдикатот, Центарот за развој на медиуми, МИМ и речиси целата медиумска заедница побараа од владата да бидат повлечени овие два закона, бидејќи образложението беше дека во нив не се вградени суштинските забелешки на домашните и меѓународни институции. Како што неколкумина во ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во вашите партиски врвови знаат што се калкулираше и зошто се калкулираше со тајмингот кога овие закони ќе додат на дневен ред во собранието. Зошто Сдруженијето на новинари на Македонија свесно прифати да биде ставен во заблуда и да биде користен како алиби за вашите погрешни политики, веројатно ќе треба да одговори во рамките на своите здруженија и пред својот еснав. Што го представува? Овие закони не се само медиумски закони. Напротив, овие закони ја дефинираат политичката зрелост на клучните политички фактори и многу поважно, представуваат лакмус за степенот на демократијата во нашата земја. Подчинети медиуми не се предуслов ниту за фери демократски избори, а уште помалку се општествена претпоставка за остварување на со Уставот за гарантираната слобода на говор. СДСМ остана доследен на своите заложби. Да ве потсетам дека на 3 мај 2012 година, по повод Светскиот ден на медиумите, до владата, односно до секторот за европски интеграции, поднесовме иницијатива за воспоставување на основните медиумски слободи и правото на говор, со кој побаравме низ диалог да ги решиме сите отворени прашања клучни за демократските процеси во земјата. Владата остана глува на нашите заложби. И тогаш и сега тврдиме дека за еднината на земјата е неопходно да се регулираат најмалку 3 клучни одредници кои ќе го сведат политичкото влијание врз медиумите на минимум. Прво, мора да се редефинира начинот на избор и составот на регулаторното тело, кое согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се нарекува Агенција за медиуми, како што мора да се редефинира и положбата и изборот на менеджментот на јавниот радиодифузен сервис.
Не може 7 хонорарци, кои ќе земаат месечен надоместок од 1600 евра, кои ќе ги предлагаат Коце Трајановски преку ЗЕЛС, Живко Митревски преку синдикатите, личниот адвокат на премиерот Никола Груевски, Никола Додовски преку Адвокатската комора, Илија Димовски преку Комисијата за избор и именувања, заедно со представникот на ЗНМ и Интеруниверзитетската конференција, кои ќе бидат изгласани со обично мнозинство во ова собрание, да ги извршуваат своите надлежности независно и ослободени од политички влијанија. Побаравме со амандман членовите на Советот на Агенцијата за медиуми да бидат гласани со двотретинско мнозинство. Владата го одби амандманот затоа што и требаат мнозинство од слепи партиски послушници кои на чело со директорот на Агенцијата за медиуми ќе ставаат рака и врз печатените, и врз електронските, и врз интернет медиумите. Медиумите ќе бидат по иста капа под Агенцијата за медиуми, а контролирани од премиерскиот кабинет и Центарот за лаги и манипулации на ВМРО ДПМН. Побаравме со амандман членовите на Програмскиот совет на МРТВ исто така да бидат гласани со двотретинско мнозинство во ова собрание. На таков начин ќе се избере менеджмент на јавниот радиодифузен сервис, кој нема да биде полтронски настроен кон владата, туку ќе ги заштитува интересите на граѓаните од чии джебови преку радиодифузната такса и се финансира. Така ќе превениравме на следните избори да не ни се повтори она што се случи на локалните избори во 2013 година, кога на МРТВ за време на кампањата во информативните програми коалицијата на ВМРО ДПМН беше застапена 5 часа и 25 минути, владата на Груевски и ВМРО ДПМН е дополнителни 3 часа и 26 минути, а опозицијската коалиција предводена од СДСМ скромни 2 часа и 44 минути. Или тоа е пропорција 4:1 во полза на власта, а радиодифузна такса мора да плаќаат сите граѓани, и оние кои ја поддржуваат владата, и оние кои ја поддржуваат опозицијата. Второ, една од клучните одредници е конечното регулирање на владините кампањи. За време на јавната расправа по повод овие два закона, мислам дека беше Мирка Велиновска, изнесе податок, кој верувам дека беше точен, дека Пентагон објавил дека за медиумско покривање на воени действија на САД биле потрошени 250 милиони долари. Замислете, Пентагон објавува колку пари потрошил на медиумски кампањи, а кај нас Груевски и ВМРО ДПМН и после 7 години владење, како највисока државна воена тајна, го чува податокот колку пари за владени кампањи се троши на годишно ниво. Никој нема дилема дека владата заедно со органите на државна управа, фондовите и регулаторните тела е број 1 закупец на маркетинг простор во медиумите. На таков начин оваа власт ја купува наклонетоста на медиумите. Со предложениот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги надгради уште еден механизам преку кој со субвенции од 50% од износот ќе им се покриваат на националните медиуми трошоците за продукција на македонските програми и содржини. За да престане оваа пракса, СДСМ предложи амандман со кој побаравме средствата од централниот буџет, од буџетите на регулаторните тела, средствата од локалните буџети на единиците на локалната самоуправа и нивните органи за кампањи пропорционално да се распределуваат до сите медиуми врз основа на доверба, гледаност на телевизиите, читаност на печатените медиуми, слушаност на радијата и бројот на импресии на интернет медиумите. На ваков начин, собствениците на медиумите, наместо да вршат притисок врз новинарите да прават диригирани, оркестрирани вести, за да се умилкуваат на власта, ќе се борат преку квалитет, да ја подигаат гледаноста и довербата, бидејќи така ќе добијат поголем дел од народните пари за владините кампањи. Наместо уредниците да се тресат, дали ќе им се јави газдата, или Мартин Протуѓер, или не дај Боже Никола Груевски за критика за некој прилог што го емитувале во вестите, ќе се трудат што повеќе да им се допаднат на граѓаните. За жал, владеачкото мнозинство го одби овој амандман, јасно ставајќи до знаење
дека нема намера да се откаже од злоупотребата на народните пари за себе рекламирање и контрола врз медиумите. Трето, побаравме со амандман да биде оневозможено на било кој медиум, без разлика дали е печатен, електронски или интернет медиум, да биде донатор во политичка партија. Јасно е дека во Македонија постои магепсан круг преку кој власта со владините кампањи истураат милионски суми во медиумите, а тие мораат истите пари да ги враќаат преку донации за ВМРО ДПМН за време на предизборната кампања. Погледнете ги податоците само за последните локални избори и ќе видите како, например, МПМ заедно со националните и локалните медиуми вкупно донирале речиси 1 милион евра за кампањата на ВМРО ДПМН. Уште се свежи сеќавањата на јавноста за дупката од 3,5 милиони евра во финансирањето на ВМРО ДПМН за време на кампањата за предвремените парламентарни избори во 2011 година, за кој се уште ниту јавноста, ниту надлежните институции немаат информација како се покрила ова финансиска дупка и од кои извори. Имаме целосно право да се сомневаме дека се работи за организиран криминал, сличен на оној на поранешниот десничарски хрватски премиер Иво Санадер. Во тој контекст ќе го ставам и скандалот со документарците за 20 годишнината од независноста на Република Македонија, со кој владата преку МРТВ, преку јавниот радиодифузен сервис на неколку блиски до ВМРО ДПМН продукции им подели 2 милиони евра, што само ги подкрепи сомневањата дека на таков начин се обиде да ја покрие дупката од изборите. Ниту овој амандман не беше прифатен од владата, како што не беа прифатени и редица други амандмани кои беа во интерес на воспоставувањето на европски демократски норми и стандарди за слободни медиуми и слобода на говор. Сметавме дека сега е потребно сите заедно да покажеме политичка волја да воспоставиме нови демократски принципи, за да ова што ни се случуваше сите изминати 7 години никогаш повеќе не се повтори од ниту една друга влада. СДСМ нема да го поддржи донесувањето на ваков ретрограден и недемократски закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За жал, Македонија со вакви закони ќе продолжи да тоне. Ќе продолжи падот на земјата на ранг листите на Freedom House и Репортери без граници. Бевме 34-ти, сега сме 116-ти, можеби ќе престанат и воопшто да не рангираат. Оваа влада ниту дома, а уште помалку надвор од нашите граници, повеќе нема никаков кредибилитет да говори за темелни вредности, граѓански слободи и права, слободни медиуми. Ги прокоцка сите шанси да покаже поинакво лице и барем малку да ги коригира штетите од своето владење. Македонија, благодарение на оваа власт, стана земја во која демократијата постои само на хартија. Ние немаме намера да ја делиме одговорноста со ВМРО ДПМН за овие состојби. Ќе си ја понесете сами одговорноста и сега како актуелна власт, а уште повеќе во опозиција, кога најмногу ќе станете свесни што сте направиле и што сакате да направите.